Добар ден. Вести во 18 часот во нив ке гледате. Поранешен ученик упадна во училиште во Газибаба и избоде 15 годишник. Момчето е во критична состојба. Има повреда на црниот дроб и на вена кава инфериор. Демарш за бугарскиот амбасадор во Скопје по изјавата на новата министерка за северно-македонски партнери. Владата е подготвена да оди по подолгиот, но подостоинствен пат кон Европската унија. Тој пократок пат има своји предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. Запрена истрагата за набавките на мазут за ТЕЦ Неготино. Немало докази против Ковачевски, Капушевски, Јаховски и уште десетмина. Славецки со закана до Канал 5 дека ќе ја доживее судбината на А1. Луѓето го слушна како ми се заканува дека ќе ја затвори Канал 5, мене и собственикот на Канал 5. Сведоци биле и новинари и лидерот на СДСМ. Да, така беше, го слушнав. 15 годишник е во живото загрозувачка состојба на скопските клиники, откако него врсник вчера попладнето влегол во основното училиште 22 ноември во Ченто и го избодел со остар предмет. Според информациите, нападот го извршил ученик кој лани завршил во истото училиште. Официјално не се познати мотивите за инцидентот. За овој случај Сања Трајковска, Ставров. Средношколец влегол во основното училиште 22 ноември во Ченто, но наместо да ја земе својата помала сестричка од училиште, извадил нож и прободел 9-то одделенец, кој сега е накарил. Од полицијата велат дека веднаш го лишиле од слобода. Надлежните уверуваат дека за случајот се постапува. Инцидентот кој се случил вчера првично во полиција го пријавиле од училиштето. Од МВР вела дека откако го лишиле малолетникот од слобода, го пронашли и ножот кој го употребил 15 годишникот, кој инаку лани завршил во истото основно училиште, каде сега учи и неговата сестра. Според неофицијалните информации, причина за насилството е токму комуникацијата помеѓу сега повредениот ученик и сестрата на средношколецот. Пријавениот влегол во училиштето и со остар предмет му нанел тешки телесни повреди на 15 годишен ученик во училиштето. Предметот е одземен и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Од Карел за Канал 5 вела дека повреденото дете е оперирано од убодот во стомакот, зафатен бил и црниот дроб. Појаснуваат дека е на интензивна нега и на механичка поддршка. Иако е стабилен, состојбата се уште е животозагрижувачка, вели директорот на Тоарилот доктор Игор Мерџановски. Субодна рана во пределот на стомакот и расекотина во пределот на главата. Веднаш по приемот е направена компјутерска дијагностика, лабораториски анализи, при што е установено дека има повреда на црниот дроб и на вена кава инфериор. Како што кажа во пределот на стомакот, примен е на интензивно лекување во Карел. Пациентот беше опериран во тек на вчерашниот ден. Состојбата денес е стабилна, но се уште е животозагрозувачка. Од општина Газибаба, под чија надлежност е и училиштето, го осудија инцидентот. Градоначалникот Бубан Стивковски посочи дека има постојана координација на сите надлежни институции кои превзимаат мерки за целосно расчистување на случајот. Приведена криминална банда која планирала да изврши платено убиство во Македонија. Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција ја запре постапката за предметот во врска со набавките на мазут за ТЕЦ Неготино. Во истрагата во која беа опфатени 13 мина, вклучително и бизнисмените Асмир Јаховски и Радко Капушевски, како и поранешниот прв човек на ИСМ Васко Ковачевски, обвинителството не утврдило докази за злоупотреби и перење пари. Дејан Трајковски има повеќе.
По години и пол бројни испитани сведоци, илјадници прочешлани документи и вештачења, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го запре предметот тежок 167 милиони евра за перење на пари и злоупотреба на јавна набавка за мазут за ТЕЦ Неготино, во кој имаше 13 осомничени, меѓу кои собственикот на компанијата РКМ Радко Капушевски, екс-директорот на ЕСАМ Васко Ковачевски и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Од истрагата не произлегле докази дека ги сториле кривичните дела. Предметната обвинителка Коларевиќ на брифингот со новинарите посочи дека според доказите, колку што бил баран мазут за време на енергетската криза, толку бил испорачуван, дури и по поевтина цена, а истиот не се продавал на црниот пазар. Луѓето кои сега ја водат АД ЕСМ и се и во секторот производство, потврдија дека од ваквата тогашна постапка имало корист, не штета. Во спротивно државата ќе се соочела со рестрикции. Целосно ја следеле динамиката на испорака. Според документацијата, во ниту еден момент не се чекал пораст на цената пред да се испорача мазутот во ТЕЦ Неготино. Јаховски, како што велат од обвинителството, кој преку Пуцко Петрол немал лиценца за набавка на мазут, како физичко лице дава гаранција во пари на Хелени Груп за набавката на мазутот, а РКМ поседува лиценца и се единствените кои се пријавиле на тендерот, кои потврдиле дека можат да испорачаат побараната количина. Банкарската гаранција за фирмата да може да конкурира на тендерот ја дава бизнисменот Асмир Јаховски, бидејќи тој има договор со РКМ од 1,2 милиони евра и во рамки на тој договор оди во Грција и набавува мазут за потребите на РКМ, односно гарантира со негови пари дека мазутот ќе биде испорачан. Од обвинителството додаваат, бидејќи била кризна состојба, договорите кои ги исклучувале РКМ и ЕСАМ не подлежат на закон за јавни набавки, туку били исклучок. Воедно велат, ЕСАМ ако смета дека е оштетена, може да поднесе жалба до вишото јавно обвинителство во рок од 8 дена, пошто оттаму ќе одлучат дали истрагата ќе продолжи или ќе запре. Со реакција за запирањето на предметот се огласи од ВМРО ДПМН, според кој истрагата е запрена по налог на шефот на обвинителството Абази, од кого побара оставка и го обвинија дека работувал за интересите на председателот на СДСМ Филипче, екс-премиерот Заев и лидерот на Дуи Ахмети. Целната јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абази не виде ништо. Постапката е запрена, бегалецот е слободен, довербата во правосудството од 2% со обвинители како Ислам Абази ќе падне и на 1%. Абази на брифингот со новинарите како одговор на ова порача дека во ниту еден случај во неговиот мандат не наложил, вршил притисок или интервенирал обвинител да донесе некаква одлука и дека во целост ја почитува нивната независност во работата, па оттаму вели нема ниту зошто да поднесе оставка. Во меѓувреме предметот за еколошкиот дел на случајот продолжува. Еколошкиот дел од случајот, односно дали мазутот кој се користел бил отровен, се уште се истражува. Дел од вештачењата покажале дека состојките се во законските параметри, за дел пак се очекува одговор. По непримерното однесување кон Канал 5 по прилозите за задоцнетиот избор на вице-гувернери во Народна банка, гувернерот Трајко Славевски оди чекор понатаму. Сега се заканува дека Канал 5 ќе ја доживее судбината на поранишната А1. Директната закана е упатил кон директорот Иван Мирчевски за време на настан по повод Денот на Европа, на очиглед на уште неколку мина присутни. Од НБРМ велат дека немаат намера да коментираат приватни разговори. Гувернерот Трајко Славевски упатил директни закани за затворање на Канал 5 телевизија кон директорот Иван Мирчевски, откако емитувавме низа прилози за случајот со вице-гувернерите, кои неколку месеци носеле одлуки во Советот на Народната банка со истечен мандат. Настанот се случил во четвртокот, на приемот организиран од делегацијата на Европската Унија, по повод 9 мај Денот на Европа. Мирчевски сведочи дека Славевски пред повеќе сведоци најпрво го запрашал дали се сеќава што се случило со телевизијата на Велија Рамковски, која во тоа време се обидувала да ја урне владата. Потоа заканувајќи му се дека доколку продолжи така, тоа ќе се случи на Канал 5 телевизија. Токму на тој ден, овој истиот лик, Трајко Славевски, ми приде и ми рече отприлика вака, дали сум се сеќавал дека како мене и собственикот на Канал 5, постоел еден друг мангов во историјата на медиумите, се викал Велија Рамковски, кој што сакал исто како наводно ние што сме сакале, да ја рушиме владата, во овој случај владата и него,
и завршил така како што завршил и со наравоучение од негова страна дека ако продолжиме истото ќе не се случи. На моја запрепастеност господинот Трајко Слависки го каже во присуство на неколку новинари и за негова несреќа во присуство на лидерот на СДСМ, толкова оној кој што му стегна кривична пријава за злоупотреба на службена позиција. Луѓето го слушна како ми се заканува дека ќе ја затвори Канал 5, мене и собственикот на Канал 5. Председателот на СДСМ Венко Филипче потврди дека ги слушнал закането упатени кон Мирчевски и изрази жалење за односот на Славески. Сепак вели не е изненаден што такви зборови доаѓаат од човек кој, како што рече, додека преседавал со Советот на град Скопје, целосно го блокирал градот. Да, така беше. Го слушнав, имаше и други новинари тука во околината. Жалам што еден човек на таква функција висока така се однесува, така разговара, но не ме изненадува. Не ме изненадува. Човек кој што го блокираше градот да потрне у ѓубре и ништо не се случи 4 години, тоа е тоа. А за таквите луѓе има само една порака. Тие луѓе, представници на таква власт, како што имаме сега, завршуваат на буништето на историјата. Од Народната банка велат дека не сакаат да коментираат како што велат, наводи за приватни разговори или интерпретации на настани, кои се изнесуваат во јавноста. Нова влада во Софија, стари искричења. Првата комуникација меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија не влева надеж за затоплување на добрососедските односи. По искажаните ставови на шефицата на бугарската дипломатија Петрова Чамова, која го употреби терминот северно-македонски партнери, бугарскиот амбасадор во земјава ќе биде повикан во македонското МНР. Јана Јосифовска. Македонското МНР го повика и му упати усен демарш на бугарскиот амбасадор во земјава Желјаско Радуков за вчерашната изјава на шефицата на бугарската дипломатија Петрова Чамова во Брисел, која го искористи терминот северно-македонски, дознава Канал 5. Според нашите информации, тој бил примен во Министерството на пониско ниво од надлежниот за регионот, а не од министерот, и му било предочено дека преспанскиот договор не предвидува придавка северно-македонски, што вчера ја употреби бугарската министерка. На средбата му беше упатен усен демарш во врска со несоодветното адресирање од страна на министерката за надворешни работи на Република Бугарија, Весислава Петрова Чамова, која во својата вчерашна изјава за време на Советот на министри за надворешни работи на Европската Унија употреби несоодветна и неправилна придавка, изведена од името на нашата држава, користејќи го изразот северно-македонски партнери, информираат од МНР за Канал 5. Ако денот по утрото се познава според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, првиот контакт меѓу Петрова Чамова и Муцунски не влева некоја поголема надеж за односите меѓу двете земји, а нејзината изјава со употреба на придавката северно-македонски партнери, Арсовски ја оцени или како нејзино непознавање на Преспанската спогодба или како намерна провокација. Преспанскиот договор на кој претпоставуваме реферира министерката за надворешни работи на Бугарија, нарекувајќи на северно-македонци, таква придавка не предвидува. Во Преспанскиот договор северно-македонци и така натаму се забранети придавки, односно не се предвидени. Така што самиот тој инцидент, условно речено, е доказ за непознавање на Преспанската спогодба или едноставно не грижа за чувствата на другиот. Но на страна фактите на случајот, односот на двајцата министри покажуваат дека ние влегуваме во новата фаза на односите помеѓу Македонија и Бугарија со една повисока доза на антагонизам и искри. Ако, како што велиш, по утрото денес се познава, не очекувам дека таму ќе има некаков сериозен пробив. Напротив, првите индици се дека позициите ќе останат закопани. Иако беа на ист состанок вчера во Брисел, Чамова и Муцунски подоцна разменија пораки преку различни изјави, објаснувајќи се дали имало или не заедничка средба или само застанување во кулоарите на Советот за надворешни работи. Додека бугарската министерка говореше за добра прва средба, македонскиот министер возврати дека не станувало збор за официјален состанок, туку за кратка размена на зборови на маргините на настан. Муцунски реагираше и на употребата на терминот северно-македонски, нагласувајќи дека тој е неточен и несоодветен за означување на македонскиот народ. Позициите на Македонија Муцунски уште еднаш ги потврди и во интервју за Euronews. First of all,
Like I said, we will continue to do everything that is necessary on our European path to be the best candidate possible. But on the other hand, we are not prepared to negotiate on issues that are related to our national identity, our national history, and our language. Sadly, the narrative that has been created and pushed forward from Sofia. So if you're asking us, do we have red lines? Of course we do. Because we do not believe that this is a narrative and a debate that should be ongoing in 21st century Europe. Новата бугарска министерка Велислава Петрова Чамова пак и во вчерашната изјава потврди дека ставот на Софија останува ист и непроменет и со новата влада на Радев. Исполнувањето на договореното од 2022 година за нив не е веќе билатерално прашање, туку прашање на дискусија меѓу ЕУ и земјата кандидат. Избираме потежок пат кон ЕУ, бидејќи достоинството нема цена, вели премиерот Мицкоски во однос на евроинтегративниот пат на земјава. За реформската агенда премиерот нагласува дека од 21 индикатор, 16 се успешно завршени. За ова Андријана Лазова, Божиновска. Пократкиот пат до ЕУ има понижувачки предизвици. Владата го избира потешкиот пат бидејќи достоинството нема цена, изјави премиерот Христијан Мицкоски за македонските евроинтеграции на самитот Македонија 2025. За тој избор вели дека се соочува со постојани навреди и критики, но оценува дека доколку ги прифаќал условите кои ги преговарала претходната влада, ќе бидат создадени нови проблеми за идните генерации на Македонија. Владата која што јас ја предводам има различен пристап споредено со претходната влада. Ние цениме дека пократок пат нема, тоест има, но тој пократок пат има своји предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. И затоа велиме, ако треба да идеме по потешкиот пат, ќе одиме по потешкиот пат, но тоа место ќе го заслужиме со квалитет и со испорака, а не со тоа што ќе потпишуваме бели листови харти. Премиерот е убеден дека накрај земјава ќе направи исчекор по заслуга. Владата работи интензивно и во јуни очекувам да се приближиме до предводникот Црна Гора, рече Мицкоски. Не да бидеме тврдоглави, да работиме, да си го испорачуваме. Акцијски план за малцинства испорачан. Реформска агенда први во испорак. Мора квалитет да покажете. Тогаш и најголемите ќе признаат и ќе симнат капа и ќе речат овие го заслужуваат местото, дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави, мустави и слични работи. Очекувањата на владата се дека од 21 реформски чекор позитивна оценка ќе добијат 16. Едно од неисполнетите обврски според најавите на премиерот ќе биде изборниот законник за кој нема консензус, бидејќи СДСМ го бојкотира во работната група. Од опозицијската партија обвинуваат дека тоа е само алиби со кое Мицкоски подготвувал сценарио да ја насочи вината во СДСМ, додека владата не спровела ништо од барањата на ЕУ. А односите со Бугарија и евроинтеграциите и натаму главна тема за партиски обвинувања. Лидерот на СДСМ Филипче вели дека е на страната на Европска Македонија и дава поддршка за уставните измени. Од ВМРО ДПМН го прашуваат со што е уценет за да води антимакедонска политика. Ивана Стојановска. Продолжуваат партиските обвинувања помеѓу власта и опозицијата за тоа кој го кочи европскиот пат и кој тргува со националните интереси. По обвинувањето од ВМРО ДПМН е дека е уценет политичар и дека наместо македонските ги бранел бугарските интереси. Филипче возврати дека е на страната на вистинските интереси на Македонија. Продолжување на преговорите преку усвојување на уставните измени. Ја обвини власта дека намерно ги блокира евроинтеграциите, како и дека создаваат вештачки конфликт во обид да ја премолчат и минимизираат средбата помеѓу Муцунски и неговата бугарска колешка Петрова Чамова во Брисел. Незината порака според Филипче била јасна дека внесувањето на малцинствата во уставот е европско, а не билатерално прашање. Јас сум на страната на Европска Македонија и на страна на вистинските интереси на граѓаните. А вистинските интереси на граѓаните е да се продолжат реформите и да се отворат преговорите со Европска Унија. Нема друг пат напред за државата. Како тоа се постигнува? Се постигнува со тоа што ќе се направат уставните измени. Францускиот предлог е европски предлог. Со ништо никој не кажува, еве кажете вие, доколку знаете, каде тука има предавство или некакво загрозување на нашите идентитетски одредници.
Еве една работа кажете. Како сме ние загрозени со францускиот, односно европскиот предлог? Од ВМРО ДПМН предходно го обвинија Филипче дека води антимакедонска политика и дека се ставил на располагање на бугарскиот премиер Румен Радев. Го повикаа да одговори со што бил уценет за да го прави тоа. Филипче мора директно да одговори со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика. Во тотална безидејност за политичкото делување, СДС и Филипче ги бранат бугарските наместо македонските интереси. Единствен, но и најгласен во државата кој бара спроведување на бугарските барања е токму Венко Филипче. Ова го прави само уценет политичар. Претходно беше Зоран Заев, а сега е Венко Филипче. Уставните измени се предвидени со францускиот предлог од 2022, а неодамна пратениците од ДУИ најавија иницијатива за собирање на 30 пратенички потписи за отворање на Уставот. Но од СДСМ соопштија дека нема да дадат подршка. Па останува неизвестно дали партијата на Ахмети ќе успее да стигне до неопходната бројка на потписи за точката и официјално да се најде на дневен ред во парламентот. Не се потребни збрзани, туку таргетирани мерки во услови на глобална неизвестност. Присутните на самитот Македонија 2025 сметаат дека фокусот на владата треба да бидат економските реформи и инфраструктурните проекти. За ова повеќе од прилогот на Сандра Спасовска. Македонија внимателно треба да ги следи очекувањата и движењата поттикнати од глобалната неизвестност и да не превзема брзи, туку таргетирани мерки, вели извршната директорка на Македонија 2025 Никица Мојсовска по отворањето на овогодишниот самит. Она на кое што според неа треба да се фокусира владата со цел заштита на стандардот на граѓаните се економските реформи и инфраструктурните проекти. Последиците од војните не само онаа на Блискиот исток, туку и онаа во Украина се чувствуваат насекаде, па дури и во САД, вели основачот на Македонија 2025 Мајк Зафировски. Таргетирани зборам за заштита на животниот стандард на посиромашните граѓани, меѓутоа исто така на економски план, она што е добро што инвестициите, особено инфраструктурните инвестиции се одвиваат добро и тоа доведува до економски раст, меѓутоа мислам дека треба да размислиме повеќе за секако по обемни, би рекла, структурни реформи кои што е тешко да се спроведат во услови кога имате неизвестност и ограничен фискален простор. I mean, there is a polarization all over the world. Personal view. The comments that will come back to Macedonia and can call it coaching to politicians or to business owners, control what you can, as opposed to using the global issues to be paralyzed and not to really be moving forward to really help the citizens in the places they can. Во излагањето на првиот дел од овогодишниот самит, премиерот Христијан Мицкоски, осврнувајќи се на глобалните предизвици и случувања, оцени дека инфраструктурното поврзување представува клучен фактор за економски раст на државата. Според Мицкоски, и покрај низата предизвици со кои се соочуваме, сепак вели, државата бележи стабилни економски резултати. Прилично успешно успеавме досега да го решиме. И покрај тоа што имавме исклучително големи фискални откажувања, кои што на прв поглед може да се очекува да влијаат врз буџетот, но принципот теорија, односно економија на обем, кој што го применивме, до овој момент можам да кажам дека не само што не ги почувствувавме, туку напротив, ги надмина и нашите очекувања во услови на криза. Борба против корупцијата, која станува број еден предизвик, економскиот раст, дигитализацијата, вештачката интелигенција, но и за тоа како дијаспората да стане стратешки капитал за развој во Македонија, се главните теми на кои овие 2 дена во рамки на самитот ќе дебатираат учесниците. Двајца Срби и македонец се уапсени во полициска акција во Скопје под сомневање дека планирале да извршат нарачано убиство. Кај еден од осомничените кој се сметал за мозок на групата се пронајдени оружје и специфична тактичка опрема.
Филмско апсење во Скопје. Полицијата фати двајца срби и еден македонски државјанин за кои имало разузнавачки дојави дека планирале убиство, најверојатно нарачано од српска криминална банда. Од МВР потврдуваат дека тројца за кои има сомнежи дека ковале план за нечија ликвидација се зад решетки, а при акцијата, како што соопшти Српското министерство, во станот биле најдени и тактичка опрема и пиштол, со кои најверојатно се планирало да се изврши убиството. Според информациите, разузнавачката служба дојавила дека во Македонија влегол човек од Србија кој поседува лажни документи и дека има дејствија на организирана криминална група, која во Скопје имала конкретна задача да изврши ликвидација, пошто следела координираната акција од страна на македонската и српската полиција. Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност под раководство на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција превзедоа соодветни мерки и активности. По добиени судски наредби извршени се претреси на неколку локации во Скопје, при што пронајдени се дрога, пари и мобилни телефони, а лишени од слобода се 3 лица, од кои двајца српски државјани и еден македонски државјанин. По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Според првичните сознанија наведени од српска страна, главен бил 42 годишен србин со иницијали СМ, член на криминална група која според сомнежите стои зад нарачката. Тој имал туѓа лична карта што ја користел за да си го прикрие идентитетот, за да нема траг од него во Македонија. Освен една лична карта на друго лице издадена од Република Србија, тактичка црна униформа, воен нож, пиштол и муниција, полицијата пронашла и помала количина марихуана, стои во соопштението на Српското министерство за внатрешни работи. За сега не се знае кој бил потенцијална жртва на платените убици, односно кого требало да ликвидираат во Скопје. Поефикасно извршување на мерките, посилна ресоциализација на лицата опфатени со санкции и повисоко ниво на заштита на жртвите. Треба да донесе нацрт предлогот за законот за пробација, за кој денеска се одржа јавна расправа. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ за ова. Измените во новиот закон за пробација треба да ја зголеми ефикасноста на пробацијските служби. Целта е службите подобро да спроведуваат надзор над извршување на казните без лишување од слобода, туку условна осуда со заштитен надзор, општо корисна работа и куќен затвор, како и над извршувањето на условниот отпуст, изречени со одлука на судовите. Пробацијската служба врши надзор на осудените лица и им нуди поддршка, а целта е да се одржи безбедноста во заедницата со подобрување на ресоциализацијата и рехабилитацијата на лицата над кои се извршуваат пробацијски работи, како и да се намали затворската популација. Пандов верува дека мерката носење на електронски алки ќе биде во иднина повеќе спроведена и засега има само тројца кои носат алка. Сепак се судиите тие кои што треба да ги одредуваат тие алтернативни мерки, бројките се позитивни. Имено ако јас кога дојдов имаше околу 800 и нешто, сега имаме над 1000 активни случаи во пробација. Имаме во моментов 11 канцеларии, 28-9 пробацијски службеници кои што одговорно тврдам дека се супер обучени и си ја знаат својата работа, работат со условно осудените лица. Денеска во Ману имаше дебат организирана од страна на Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија, Центарот за стратегиски истражувања при Ману и Македонското пенолошко друштво, чии заклучоци треба да го финализираат пред законот да оди во законодавна постапка. Со ова законско решение се воспоставува јасен и модерен пробацијски систем, кој носи 3 клучни резултати: поефикасно извршување на мерките во заедницата, посилна ресоциализација на лицата опфатени со санкции и повисоко ниво на заштита на жртвите. Пандов посочи дека условите во затворите се подобрени. Верува дека со измените во законот за пробација ќе се намали притисокот во затворите. Останете со Канал 5, проследите го најновото издание на Самовистина, а ние ќе се видиме во вечерните вести. Пријатно.